Не барај мене, барај го на TikTok. Сепак мене ме сакаш, па стои. Не сум тука да си играм пинг-понг. Извини љубов, ја не сум за љубов, мене ми треба друго. Здраво дечки, добре дојавте во 11-тата епизода од Слободни фрлања со Миглеман, предпоследна за оваа прва сезона. А денеска ни гостува вториот јутубер во нашето шоу. Ако го најавиме и како рапер, инфлуенсер или твитерџија, пак нема да сгрешиме. Дури сопругата му е јутуберка. Најпаметниот Иван во Македонија, со најфенси фризура, Иван Ајнштајн. Че, која ми е најфенси фризура, пошто сега 2 месеци мене фризура. Па и се ова ти е најфенси, да, фигурата. Таа ми беше најфенси, значи увек сум со најфенси Да, фризури. значи, Ако најавиме Никлеман, кој што промени е најфенси во Македонија. Чекай бе да те најавам ја тебе Никлеман, кој што е рапер, бивши, не знам уште дали е рапер, се е водител, јутубер, судија, така да се сите имаме професија, да е Македонија, сопруг, све. Братче, дали си спремен за Слободни фрлања? па едно 7-8 години имам пипнал по баскет, така да се Ама имаш една песна, шутирам други како Коби Умало, така да... малце метафорички е тоа. Али ти си таа што ме гледа као шизик. Првото прашање за Иван Ајнштајн. Кажи ми, брат, на која социјална мрежа проаѓаш немногу време, знам дека тоа време си онлайн, и која ти е најомилена? Знаеш дека врска немам, од задње време не ни седам многу на социјални мрежи. Се изгубив скроз. Ама не знам, немам проверено статистики. Валјда YouTube, пошто најдугачки се видеата и највише време за главувам. Еден од еден. Утре, ние снимаме в сабота, утре е недела, ти вадиш EP со 3 песни, ново, фреш. Кажи ми што ти значи ова на тебе лично и дали си возбуден околу овој проект? Возбуден? Не знам, не, сум возбуден, али не е онаа иста возбуда што сум ја осекал пред 11 години кога сум вадел песни. А што ми значи на мене, можам да кажам дека стварно едно дело кое што сум го напишал и сум го извадил, тоест ќе го извадам највише од душа. Можда не се онака најдобри песни што некад сум ги извадил, али стварно ми се најод душа. А вие слушате ги песните и кажете што мислите. Трето прашање. Видео едитор и јутубер. Дали јутубот беше логичен чекор, бидејќи веќе знаеш како и да ти работи? И кажи ми, доколку не беше јутубер, што сакаше да бидеш или што ќе беше? Да, знаеш дека не сум размислил многу ново, пошто јутубот ми ја отвори таа сфера на видео едитингот, така да ја првин станав јутубер, па научив да правам видеа, мислам, ја она знае, брат, да, јас си ги правам и туги видеа, мислам, ја на времето сум чечкал, movie maker, она ти текнува, полека, уствари, валјда пак би бил тоа, валјда пак би бил видео едитор, пошто очито тоа ми е љубов, не знам, интересно ми е тоа го работа. Не ме виде. Чекај, овако ќе утнав, значи дека лажам или каму доаѓа? Кажи ми, како се поставени дома кај тебе у брак работите? Кој жалишта, кој прави ручак најубав, кој ти зачистува по дома со киќе? У принцип, јас сум чирак. Мислам, пробувам да не видам, ама се доживувам како чирак, ме бива за други работи. Кажи ми, кои ти се најомилени видеа како серијал што ги вадиш на твојот канал? На кои најмногу обрекаш паžња во монтажа и со кои видеа со најголем мирак ги објавуваш? Или имаш геймерски, имаш, не разбераш? Това што ја каша попара, али влогови валја. Кога гледам тие, кога ќе сумирам, влоговите ми се најмерачки, пошто знам дека сум бил на некое место кај што најверојатно нема пак да отидам и ми останува како успомен. Тегна слики кои што сме правеле, сега поише онака сакам видеа да правам, да има поголем момент да биде фатено цело тоа. Да се надеваме дека пак ќе ги посетиме сите места што ги сакаме. И тие што не сме ги посетиле. 2 од 5. Кажи ми според тебе кои се топ 3 all time MC-ња во Македонија, ама според скил? Мартикс од Кочани, Јоцифер и Тракер. Дали ќе се согласат гледачите на Слободни слова? Кажи ми, дали ова што моментално го правиш и го работиш, дали го гледаш како долго трена работа? Не долго трена за 50 години, него дали можеш да замислиш као 60 годишен, дедо вака, некој со реп опасен као тебе, обелен, збрчкан вака и снимаш. Здраво, дечки, ова е новото видео. Може ќе ми се смени стилот на изразување и такви ствари, али би ми се сменил најверојатно, али можам да се замислам искрено.
поише сам да се фокусираме на посериозни теми, правам нешто од прилика као подкасти, такви ствари, така да зашо да не би го правил тоа, на 6 години сум гледал многу постери, не би бил един. Иван, кажи ми, дали имате офлайн време со Кике и на кој начин го искористувате? Да, играме на игрица на телефон. Епа, Значи офлайн време. Сашо, кревет да ми влезеш или како? Се разбира, освен тие работи што знаеме дека ги прават возрастните, Морам да помагам у кујна што ти кажав у стил на Чирак, така да тоа ни офлайн рецептите до душа се онлайн, нема офлайн време, брат. Ние не живееме во Македонија, на интернет живееме. Иван, ај раскажи ми ја причата како стигна до надимакот Ајнштајн. Што е бе, утринска телевизија? Брат, ко копил, така ме вика у школа, пошто бев нерд, али со тек на време дури сега приметив дека почна да се поклапа. Стварно почнав да размислам на таков начин, така да може да си го оправдам името. Не дека сум паметен, туку дека филозофирам. Кој ше ради тоа? Последно прашање, вака лабаво кажи им, ова не е прашање, туку е да им дадеш една порака на младите јутубери, што знаеме дека голем број надоаѓаат. Кажи им некоја порака од тебе, на кој начин да се развиваат. Зборам за оние млади дечки што ептен пренапорно се трудат за да стигнат до views, до сабскрајбери, да речам на сила. Кој е тајната на успех? Да не се замараат и да не ги гледаат бројките, пошто не може да знаат колку може да им успее срањето што го прават и се дека пробуваат да бидат некој што не се, не може да им успее тоа што е стварно ниво. Така да само не гледај бројки, терај напред. Ако имаш среќа, ќе ти успее. Во принцип светот се сведува на среќа, така да жагај дека там сој. Не, шалосно. 10-4. Повеќе од очекувано. Дали сте знаеле дека Андре Драмонд го држи рекордот за најмногу промашени слободни фрлања на еден надпревар? Со 23 промашени слободни фрлања, 13 од 36 во дресот на Детройт против Хјустон Рокетс во 2016 година. Сега ја те прашам, сега јас сум водител. Сагам те прашам, бе, зашто не си више рапер, бе? Сите ова ги интересира, Никлеман се повлече, да им оставам простор на други, бе, да прекнат. Ти сега водител, а? Сега водител на слободни фрлања. Што го водителствување, поише него ли Европот? Па да, секако дека да. Што сметам, дека ќе погодам ова. Тогаш гневот се нурна, од тогаш сонот е... Лоша пресметка. Па не знам што друго да те прашам, брат, еве ти. Постави си некој прашање. Прашањето ми е за денес, што заборев? Заборев да отидам до Контекст, да ги разгледам брошурите за Германија и за Америка, има топ понуди и да аплицирам. Ќе направам тоа понеделник. Пола двоени трупи да не... Дај бе, ајде, шо е, срамота ќе те ти. Ева, ја тројка да фрлам, никад нема да погледам. Купил. Абе, мене кога ми тргне. Че, многу те мотивирав, дај сега нешто да те замарав. Икле, врска немаш. Врска немаш. Да ме гледаш, јас се одбирам пред тебе да те деконцентрирам. Вака, чекај. Size in my veins. Дали ке степам? Мислам дека не. Леле, страшна лоша форма. Се надоградува сега човекот, може и да се даунгрейдни. Па се надам дека нема да ми се деси мене тоа. Сега е фисто, не се задоволува со... Ај надешта последно умира 8-3. Погодило време кризно, Некој прашање имаш за напишти. Чекај, ова не е фер, ова. Чекај. Бро, ти револуционер, така Ајде бе. па е дете пија. Леле, драги гледачи, 4-4. Мора тај брейк да шутираме со Иван. Малце ми е срам што да само 4, ама сега ќе отепам на тај брейк. Иван и да прв. Кој што се доживав на интервју да доаѓам, ама ова прерасна у такмица. У такмица, брат. Као патличан, прва проба, беше и овердоза, што знам, од винова доза стана виновна коза. Што влезе Никлеман? Во што влезе? Не го очекуваше ова. Ајде третото. Може нешто драматична музика, Black Bars. Ти ме готвиш на див.
шутрираме уште по едно слободно да видиме кој ќе победи. Знаат што се дешава. Ова ќе траело вечер. Сега што ќе правиш? Сега што ќе правиш да не ќе погодиш бе? Моите срекни прсти, златни раце, да ти ја познат. Помине знам, ти само вдиши, наполни мижи, опушти душа. Тоа беше све, драги гледачи. Знам, ти само вдиши. Добро утакмица. Иван се надмина себе си. После тушим живот немам да денове. Време е за Delta Car Wash 3 Point Shot. Мислиш ми е лесно, еба ми е. Се е полесно во животот, кога си мирен како пиреј. Джабе се труди секој што ме удира. Како што видовте го победив Иван, не знам од колку обиди ни самиот, значи прво шутнавме по 10, после шутнавме по 3, после шутнавме уште по 1-2, ама во тај брек бев посреќен и постирен. Еве го, Викам ја све до среќа. тачно, еве се оправдува неговиот стейтмент од прејет. Ке си се напие водичка за да се смири малку, да видиме што е вода. Соломе брат, класика. Што да пијам? Од чешма ли да пијам? Болести да фатам ли? Прва, га. Помине знам, знам и да си сам. Немој да паѓаш во депресија. Кој бих те спасил ако не сам? Биди свој месија. Епа дечки, 11-тата епизода е при крај, полека да се испратиме со нашиот гостин Иван Менштейн. Иван, било ми е што гостуваше во Слободни фрлања. Поштовање, фала што ме викна. Се покажа супер. Ти ако не ме натераше да спортувам, не знам кој ги Така, дури се помачив во тај брейк едва и да го победам, така да не ти е денот тај. ај ќе речеме Свали дека се не ми е нешто, денот, ајде ќе речеме така дека не ми е денот. Нешто имав некоја тежина. Знаеш, мисли е, вознемирен си. Треба на кафе да идам да ми гледаат. За да не го пратим Иван празен на дома, за да си го влажи поразот што рече Гоца Став. Здрава храна моринга, карши јане самдански полетини гаварадом се наоѓаат, микс апетитсани, израдува ми кике, бе. Да, тоа за кике и дојде во овој период на Како букет. Да, за тебе имаме сладкарал апетит. Еве да видите, драги гледачи, ковачињата се прва класа. Какви манчис, човече. Овие. И мајчка слободни фрлања со Никлеман за успомен и дуго сеќање. Дури и видео ќе остане за успомен. Ништо брат, уште еднаш фала што гостуваше, се надам дека им се допадне на гледачите оваа наша епизода. Вие останете ни со здравје, бидете добри, бидете здрави и живи, гледајте слободни фрлања со Никлеман и Иван што ќе го кажеш. Што да им кажам, бро, што сакаат нека прават, нема ја да ви кажам што правите. Што ви е убаво на душичка, тоа се правите. Ова е обратно од карма. Се имаш замаван.